Трагедијата во Кочани откри криминална спрега помеѓу сопствениците и даночни инспектори. Ги штителе сопствениците од инспекции, но и дозволиле манипулација со фискалните апарати. Дали системот за фискализација е пробиен? Но, во овој најнов подкаст, каде се парите, со мене Горан Теменугов, освен за ова, ќе зборуваме и за неколку други прашања од даночната сфера. Ќе зборуваме за тоа дали потврла собирањето на персоналецот, односно данокот на личен доход. Што открила УЈП, кој не плаќа? Ќе ги имаме и деталите за е-фактурата. Се најавува дека таа ќе стартува на 1 јануари 2026 година. Одговорите ги дава директорката на Управата за јавни приходи Елена Петрова. Гледајте не. Да, како што најави веќе, Елена Петрова, првиот човек на Управата за јавни приходи, денеска во подкастот, исклучително актуелна изминативе денови, им беше исто така и патрон ден на цариниците, што би рекле од нашата источен сосед, митниците, мислам дека ги викаат царинските, или тоа беа граничари. Нешто знам, со митница беше поврзано една професија кај бугарите, но кај нас е она што се вика даночни работници, односно оние што не ги собираат парите секој месец за да може да функционира државата, а според оноа што го гледаме како се собираат даноците, заклучно со октомври, ги немам ноемвриските податоци, има некаде потфрлање во неколку даноци, додека данокот на додадена вредност морам да кажам дека е добар, дури на идеално ниво од 83% скоро се доближува, но има на пример кај данокот на личен доход, односно кај персоналецот потфрлање од некаде 8% поени, и ова е доволно причина за да ја поканиме директорката да дојде тука, но нема да стартуваме со чисто економски теми, туку она што е многу важно и интересно во моментов, а тоа е дека јавното обвинителство откри дека даночни работници, односно даночници од Штипи многу помагале во околу криењето на работата на така наречената дискотека Пулс, каде што загинаа 63 наши сограѓани. Директорке, добро дојдовте. Благодарам на поканата. Еве вака, она што сите не интересира и малце да го разјасниме моментот, бидејќи во оваа трагедија во Кочани се инволвирани даночни работници, не директно во несреќата, но ја прикривале работењето, односно не реинтервенирале на време, а ако интервенирале може би ќе имало жолта линија и нема да работела, но тоа би било кога би било, но она што мене ме интересира, кога вие во Управата за јавни приходи дознавте дека ваши колеги, ваши подредени, се дел од криминални действија кои што се надвор од законот и што го толерирале работењето на оваа така наречена дискотека. Вака, прв пат за имиња на даночни службеници од УЈП кои се поврзуваат со така наречената дискотека Пулс или со нејзиниот собственик, значи прв пат слушнавме преку објавата на ИРЛ. Значи, предходно, уште веднаш по самата несреќа, УЈП интензивно соработуваше со истражните органи и со јавното обвинителство, Управата за финансова полиција, МВР. Доставувавме докази, документи за разни даночни постапки кои се воделе во УЈП за сите фирми на сопственикот на Пулс, меѓутоа, значи тоа беа само барања кои што се однесуваа на фирмите, не се однесуваа на конкретни службеници. Значи таа објава беше нешто што прво посочување на имиња на даночни службеници, секако во контекст нели на непрофесионална и неетичка комуникација со сопственикот или сопствениците на дискотеката. Значи пред објавувањето на сторијата од моите колеги од истражувачката репортерска лабораторија, вие немавте сознание, јавното обвинителство не ви дојави дека се води истрага или дека има ваши колеги инволвирани во незаконски действија? Значи јавното обвинителство да може би водело истрага, но ние немавме барања на информации, документи или некакви сознанија кои што ќе упатуваат на истрага за конкретни даночни службеници.
Така. Значи тоа не знаевте пред сторијата. Тоа е во септември објавена сторијата, значи некаде околу пред септември, октомври, ноември, еве да речеме 3 месеци, 3,5 месеца сте дознале. Од кога дознавте од сторијата, што преземавте? Дали само иницијативно преземавте нешто против тие вработени или чекавте јавното обвинителство да ви даде инструкции? Како се одвиваше тој процес? Значи, сторијата ја доживеавме како еден силен удар врз угледот и интегритетот на организацијата и како еден вонреден настан, да речем. Тоа беше во недела. Во понеделникот веднаш имавме една вонреден состанок во УЈП на сите, да речем, релевантни функции и раководители и веднаш се утврдивме дека службениците треба да бидат суспендирани. Мислам дека бевме и транспарентни и на прашања од новинарите веднаш и објавивме дека тие двајца службеници се суспендирани од работните места и заповедовме дисциплински постапки. Но понатаму нели и обвинителството веќе, да речем, ги обелодени истрагите кон нас со барање на определени податоци, документи и се случи нели тоа што се случи. Знаеме што се случи и со тие двајца и со останати 6 даночни службеници. После сето тоа, значи, ние постапуваме согласно наредбите и насоките што ги добивме од обвинителството. Значи, после сторијата, вие добивте барања за тие лица што се вработени кај вас да доставите дополнителни информации. Они си воделе една истрага пред сторијата, значи си ја воделе јавно обвинителската истрага, вие не сте знаеле, но после тој момент, значи во понеделникот, после објавувањето на сторијата, ви побарали други документи. Дали било во понеделникот или како, после значи сторијата, после јавното обвинителство веројатно и пред тоа може си водело некаква истрага, меѓутоа барањето на дополнителни податоци, информации и докази од УЈП се случуваше дополнително и заврши со тие мерки што се превземени кон даночните службеници. Значи, сакам да кажам дека ние не ги релативизираме сомнежите, веднаш реагиравме и без оглед на тоа што нели немаше никаква, да речам, мерка од јавното обвинителство. Секако дека постои нели она темелно право за презумпција на невиност, меѓутоа, како што кажав, тоа го доживеавме како силен удар врз угледот, врз честа, значи такви, да речам, неетички комуникации кои што укажуваат нели на злоупотреба на звањето даночен службеник заради некои лични цели и заради тоа и сами си превземавме мерки. И значи јас кажувам дека нели постапките ќе си траат, ќе се водат, ќе се докажува пред обвинителството и пред судовите, но што и да кога ќе се докаже за наши даночни службеници дека се вклучени во такви противправни дела за стекнување на некаква лична имотна или друга лична корист, дека за таквите нема место во нашите редови. Отворивме други прашања, ова што веќе влегуваме во почисто економскиот дел, иако е поврзано исто така со поведението на даночните работници. После ваквиот настан, дали ги засиливте контролите врз вашите вработени, бидејќи ова отвори сомнежи дека можеби и во други градови, во други случаи, односно други даночни работници можеби исто така прават некои действија кои што не се согласно законот, односно дека можеби влегуваат во некои шеми со некои други газди. Едноставно ако имаме еден случај, веројатно ќе имаме и на друго место случај. Дали ги засиливте контролите врз вашите вработени? Значи, ние во континуитет имаме така наречена внатрешна контрола, имаме единица за професионални стандарди која спроведува контроли кои се однесуваат на професионалното работење на нашите вработени. Тоа го правиме и врз основа на надворешни пријави и представки преку линијата 198, добиваме пријави и представки во писмена форма на мејл и така натаму, но исто така го правиме и врз основа на единицата постапува и врз основа на внатрешни дојавувања за непрофесионално однесување, значи од раководители, од колеги и така натаму. Единицата си прибира докази, предлага мерки, иницира поведување на дисциплински постапки и така натаму. Тука во оваа единица, да речам, хендикеп е тоа што таа нема овластувања за водење на истражни мерки, например ако имаме дојава од
од надвор, од некое лице, значи не можеме да бараме изјави од надворешни лица. Инспекторите во таа единица не можат да вршат контроли на лице место каде што работат инспекторите и контролорите и заради тоа планираме сега да предложиме законски измени и инспекторите во оваа единица да добијат поголеми овластувања како и во некои други органи. Но кога се однесува на механизмите за внатрешна контрола. Она што го направивме со еден системски пристап, значи со ревидирање на, конкретно во овој дел, во делот на контролите за фискализација, со ревидирање на процедурата за работа, со цел за воспоставување на едни јасни правила во процедурата кои што ќе го ограничат делувањето, самоволното да речеме делување на инспекторите. Значи ние согласно закон инспекторите, контролорите и сите даночни службеници во нашиот закон е пропишано дека треба да одлучуваат слободно, да ги утврдат сите факти и докази што одат и во корис и на штета на даночниот обврзник и да ја утврдат економската суштина. Но кога тоа е целосно уредено во некоја процедура, кога се знае кои докази и факти треба да се земат во предвид, кои документи треба да останат во досието како ревизорска трага кога некој ќе го проверува досието, значи тука имаме еден механизам да раководителот или инспекторот од единицата за професионални стандарди тоа да може да го исконтролира. А кога тоа не е доволно јасно уредено, се остава простор да тоа слободно одлучување излезе од законските рамки и не дај Боже да премине и во некакво самоволие. Сега доаѓаме едно подпрашање овде. Спомнавте други институции. Знам дека Царина уште пред децени и нешто, можеби 20 на години, воведе внатрешна контрола со големи овластувања, значи кои што сериозно ги ловеше цариниците за бесправно однесување и имаше добри резултати, затоа Царина е прилично добро етаблирана во поглед на исполнување на европските стандарди. Значи тоа е една од ретките институции во Македонија кои што ја бие глас дека утре ако треба да влеземе во Европската унија, она е без малце 100% подготвена да одговори на барањата за влегување во Европската унија. Дали се залагате за таков механизам со силни за истражни мерки да може да има вашата контрола, едноставно да ги протресе сите даночници и да може на крајот да се донесе решение за отпуштање. Бидејќи контролата во Царина ако утврди незаконско работење, се отпуштаат од таму цариниците. Значи имаше десетина отпуштени сега во 2025 отпуштија десетици цариници заради незаконско работење. Дали и вие би ги заострили да така работите? Значи токму во таа насока сакаме да одиме со оглед на тоа дека нели и даночните службеници се изложени на работа со клиенти, со странки, изложени се нели на давање на нивните секојдневни работни задачи представуваат давање на услуги, издавање на даночни документи, правење на контроли и значи токму мораме да го ограничиме тој простор што ги изложува на корупција, односно и да имаме поголеми овластувања да самите да санкционираме кога ќе утврдиме такви действија и полесно да ги откриваме таквите постапки, незаконски постапки на нашите службеници. Да, случајот Пулс исто така открие, поточно обвинението во случајот Пулс открие дека имало манипулација со фискалните апарати. Значи тоа е сега онака чисто економски ме интересира се ова, ако се нарушат фискалните апарати се доведува во прашање веродостојноста на целата фискализација. Значи некој ако може да се игра со фискални апарати, значи фискализацијата што е основа за собирање на данокот на додадена вредност, у суштина е под знак прашалник, значи имаме сива економија дополнителна. Дали имате вонредни контроли после сево ова кога се откри дека имаме играње со фискалните апарати и со фискализацијата и дали е нарушен системот на фискализација со сево ова? Дали не само зборуваме за во Кочани случајот Пулс, туку на ниво на цела држава, бидејќи еден случај веројатно може да се повтори во други места. Значи веднаш по несреќата во Кочани, како и сите други органи, така и УЈП започна со позасилени, поинтензивирани контроли, но исто така и со сет на мерки
и активности и би сакала да ги образложам сите. Еве најнапред околу контролите. Значи во голема мерка ги интензивиравме контролите за фискализација и до заклучно со октомври имаме реализирано околу 4000 вакви контроли, што е за 2,5 пати повеќе од истиот период минатата година и се изречени санкции, околу 2500 глоби, над 130 објекти кои што се запечатени со привремена забрана за работа. Но како што реков, освен што ги интензивиравме контролите, превземавме и други мерки. Имено бидејќи нашите ресурси, контролни ресурси се ограничени, вклучивме ресурси човечки од другите функции кои спроведуваат теренски посети на малопродажни угостителски објекти. Таму ги скенираат состојбите, даваат информации како треба да биде правилното постапување, скенираат дали има можни пропусти. Значи едноставно сакаме да ја пренесеме пораката. Тука сме, гледаме што се случува, ве следиме, да знаете треба да бидете усогласени со законите. До сега се спроведени околу 3300 такви посети и там тие службеници, иако не се контролори и инспектори, сепак укажуваат на констатирани одредени неправилности, какви што може да бидат, например, дека нема лепенка од сервисер на фискалниот уред, дека фискалниот уред има една адреса, а се наоѓа на друга адреса, дека нема соодветна пломба, но исто така и констатација од типот дека дневниот пазар што е регистриран во фискалниот уред не е уплатен во банка и слично. Значи, пак да се вратам и на упатството што го споменав, новата внатрешна процедура, работи сменета е методологијата за планирање на контролите, значи не пуштаме контролорите да одат без одреден таргет кого треба да контролираат, туку секако дека може да има и такви, но во најголем дел селекцијата за контроли и кај овие контроли веќе ја заснуваме врз анализи на ризик, пред се од податоците од GPRS системот. Значи исто и овие таргетирани теренски посети се направени врз основа на анализи од GPRS системот, каде што се детектирани некои критериуми, некои индикатори каде што се гледа дека може да има несоодветно пропусти, да речеме, во одредената фискализација. И уште би додала дека сите овие и контроли и посети не се цел сами за себе. Значи на нас не ни е целта само да отидеме таму и да изречеме глоба или санкција. Целта ни е да го промениме однесувањето. Значи ние кога констатираме дека изостанува таму пријавувањето на прометот, целта е тој промет непријавен да влезе во даночните пријави и да се плати данокот. И не само прометот што е скриен или утврден како не евидентиран при сама една контрола, не евидентирањето во еден случај, значи дека тој даночен обврзник веројатно во континуитет го прикрива прометот. Значи ние после кај контролираните субјекти кај кои што сме утврдиле неправилности, подоцна им испраќаме известувања и им даваме можност самите да си поднесат исправки на даночните пријави, да го пријават прикриениот промет и да го платат данокот, и на сите им укажуваме, оставен им е тој простор, но на сите им укажано, ако тоа не го направат сами, значи, после тоа ние повторно ќе бидеме на терен со индиректни методи за контрола. Значи, има методи на контрола врз основа, да речеме, на капацитет на еден објект, да речеме во угостителски објект, колку има маси и столици, колкави залихи има, колкава има потрошувачка на струја и така натаму. Може и ние да направиме проценка на прометот што требало да биде остварен и данокот што треба да биде платен. Значи, не се само интензивираните контроли и санкциите, туку еден цел сет на мерки, од превентивни мерки, корективни мерки и на крај со репресивни мерки. Дали сте задоволни од моменталната фискализација? Кратко кажано, не можеме да бидеме задоволни, бидејќи за тоа говори фактот дека секоја четврта контрола оваа година ни завршува со утврдена неправилност за неиздавање на фискални сметки. И тоа треба да го гледаме и во поширок контекст. Значи, неиздавањето на фискални сметки, прикривањето на прометот не е неправилно само кај еден субјект. Тој субјект таа готовина ја користи за плаќања за
тргување во кеш со со своји деловни партнери, што значи и кај тие имаме прикривање на прометот и неплатени даноци, се исплаќаат плати во коверт, повторно неплатени даноци, нелојална конкуренција спрема другите субјекти што делуваат на пазарот и слично. Значи, не можеме да бидеме задоволни, но за да бидеме задоволни не сме доволни само ние со нашите контроли, треба навистина да се развива и менува и свеста и на бизнисите и на граѓаните. Значи, зошто на бизнисите? Би сакала да ви кажам еден случај од пракса. На една средба со бизнис заедница пристапи еден обврзник, собственик на локал, кој што бил запечатен со зборовите дека со запечатувањето на објектот доведувате до тоа да државата губи. Не може да губи државата од тој објект што е запечатен, што прикривал промет, дошла контрола од УЈП, изрекла глоба, тој си ја платил глобата, ја прифатил и продолжил да го прикрива прометот и дошол до запечатување. Значи државата губела и веќе нема да губи со запечатувањето, туку ќе даде можност прометот да се пренасочи кон други субјекти кои што работат легално, честно и на кои што до тогаш трпеле нелојална конкуренција. И треба да се развива и свеста на граѓаните, да знаат дека со неземањето на фискална сметка, сушност овозможуваат парите да завршат во приватни џебови. Така. Последно прашање од овој дел, па ќе одиме на чистата економија околу даноците, иако и фискализацијата е чиста економија. Спомнавте дека затекнувате фискални апарати без пломба на друга адреса, да се наоѓаат и такви случаи. Колку често се баждарат овие фискални апарати? Дали при баждарењето не се откриваат малверзации? Дали треба почесто и да се зајакне у суштина сервисите кај што се баждарат? Мислам дека еднаш годишно треба да се баждарат, да се однесат и треба да имат и резервен апарат. Тоа се апдейтувајте ме дали нешто се сменило во меѓувреме, но колку што се сеќавам, треба да се има фискален апарат, треба да се има и резервен и тоа треба да е баждарен еднаш годишно, минимум еднаш годишно, ако нема промена големи на цените или при секоја нова цена се внесуваат и се пријавува во УЈП. Колку често се баждарат и дали се води доволно контрола за се ова? Значи има пропишани такви постапки, правила за што треба да се прави со сервисерите на фискалните апарати околу промена на фискални мемории, софтвери и така натаму. Но и кога е тоа редовно исполнето, сепак значи има можности и забележуваме на терен какви манипулации, да речам, прават даночните обврзници. Значи имаме детектирано случаи каде што артиклите се внесуваат со нулта, да речеме, даночна стапка или со пониска даночна стапка наместо со повластена наместо општа даночна стапка, или некој промет, добро или услуга се опишува како да е друг вид на промет или услуга за да се примени пониска даночна стапка. Значи и она што представува обврска за, како што велите вие, баждарење или проверка од сервисерите, сепак не ги ограничува во целост овие можности за злоупотреби. Значи, имаме санкции, санкциите функционираат, еве, кажавме колку имаме и контроли и изречени санкции, но навистина е потребно веќе да се зголеми свеста и да се менува однесувањето и во бизнис заедницата и кај граѓаните кои се јавуваат како купувачи за да ги отстраниме овие појави. Елена Петрова, во првиот дел од овој подкаст зборувавме за тоа што прави УЈП, зборувавме за случајот Кочани, зборувавме за фискализацијата, куса пауза за нашите пријатели на подкастот и повторно се враќаме да продолжиме со разговорот со директорката на Управата за јавни приходи. Следете не. Ме сака? Не ме сака? Ме сака? Не ме сака? Ме сака? Не ме сака? Ме сака? Ме сака? Не ме сака? Ме сака? Не ме сака? Ме сака? Совршениот вкус си сака. Брилијант, твојот прв избор. Животот е сладок и луд, кога јадеш лук, ајде пробај лук. Овој свет се врти во круг,
сакаш луп, ајде пробај луп, ајде пробај луп. Влези во Сладок клуб и ке сакаш уште. Витаминка. Да, во студиово, во овој подкаст, првиот човек, првата дама на Управата за јавни приходи, Елена Петрова, зборувавме за случајот Кочани, односно за даночниците што се инволвирани во прикривањето на работењето на оваа така наречена дискотека, која што однесе 63 животи на наши сограѓани. Зборувавме и за фискализацијата и манипулациите при фискализацијата, но доаѓаме сега онаа што е актуелно со даноците. Онаа што го гледам ја, октомвриското извршување на буџетот за 2025, добро стоите со данокот на додадена вредност. Јас зборувам сега за идеална некоја собирање, тоа е 8,3% месечно да се собираат даноците, за 10 месеци тоа е 83,3%, би било идеалното собирање на секој од даноците што се во ваша надлежност. ДДВ-то, значи, како што реков, некаде е околу 82,43%, значи за 10 месеци, што е скоро 83,3%, значи има мало неисполнување на таргетите, односно на онаа што е предвидено, но имаме прилично големо, ајде речеме, потфрлање во данокот на личен доход, каде што е 75,37% во октомври, што би значило некаде без малце 8% поени од онаа што би било идеалното собирање. Зошто има вакво намалено собирање на оваа давачка? Ова е популарниот персоналец што го викаме. Значи вака, бидејќи веќе и ноември заврши, можеме да одиме со понови податоци. Значи, заклучно со ноември, во националниот буџет по основ на даноци и придонеси сме собрале 3 милиарди и 970 милиони евра, што е за 268 милиони евра повеќе од минатата година, или тоа е околу 6,5% кај даноците. Сега, кога ние ја гледаме реализацијата на приходите, на платата на приходите, не одиме по таа идеална или равномерна динамика по 8,33% месечно, бидејќи тоа не е возможно. Секој данок си има своја динамика, своји пикови, месеци каде што наплатата е послаба, и затоа ние користиме историски тенденции од повеќе претходни години, со кои што годишната буџетска проекција ја делиме во месеци, и за секој месец имаме определен процент кој што треба да го наплатиме. Гледајќи ја така, реализацијата на она што е планирано за периодот јануари-ноември, значи ние заклучно со ноември имаме реализирано 98% од планираната динамика на даноците. И сега отворено зборуваме дека тоа е солидна реализација кај даноците. Точно кај ДДВ се задржува тенденцијата што ја забележавте, значи таму имаме, речи си, идеална реализација, значи заклучно со ноември е реализиран 99,8% од тој план што ние сме го поставиле со неравномерна, да речам, распределба. Има помала реализација кај данокот на добивка и кај данокот на личен доход, иако би истакнала и овие даноци се наплатени во доста повисок износ во однос на истиот период од минатата година. Кај данокот на добивка, планираната динамика заклучно со ноември е реализирана со 94%, но во однос на минатата година имаме собрано повеќе за 8,7%. И точно знаеме што се случува кај данокот на добивка, значи таму помалата наплата, помалата реализација на планот, односно, се должи на разликите за доплата по даночните биланси за 2024 година. И тука да појаснам дека немаме ние послаби перформанси по билансот за 2024 година, напротив, имаме поголема даночна основица, имаме поголеми пресметани обврски,
за данокот на добивка за 2024 година, но се покажа дека тие обврски биле добро собрани преку платените аконтации во текот на 2024 година и имаше многу помали разлики за доплата по билансот во 2025 година. Но кај другите компоненти на данокот на добивка имаме навистина солидна реализација. Значи месечните аконтации се наплатени, гледајќи ги само нив, во високи 11-12% повеќе од минатата година во овој период јануари-ноември, што се должи и на поголемата основица за пресметување на месечните аконтации, но секако и на ефикасните мерки. Значи ние не дозволуваме да заостанат многу неплатени долгови. Исто така, кај данокот по задршка имаме солидна реализација, повеќе од 30% повеќе од минатата година. Имаме дополнително утврден данок на добивка од даночни контроли, кој исто така влегува во целата оваа наплата. Кај данокот на личен доход, Персоналецот познат. Персоналецот, да. 10%. да, имаме од минатата година, наплатата е повеќе за 8%, но реализацијата на оваа динамика заклучно со ноември е 96%. Значи, тука наплатата е стабилна во она што е најголема компонента на персоналецот, тоа е персоналецот на платите и другите лични примања од работен однос. Нашите анализи покажуваат дека потврлањето во реализацијата на планот, да речеме, инаку во однос на минатата година е солиден резултатот. Послаба реализација има кај приредувачите на игри на среќа. Значи, таму имаме внатрешни извори на податоци од 3 извори. Системот е персонален, каде што се поднесуваат пресметките кога се исплаќаат добивките, да речем, од игри на среќа и на нив треба од нив да се задржи персоналниот данок. Го имаме надзорниот информативен систем со кој приредувачите на игри на среќа се поврзани со УЈП и имаме месечни извештаи преку кои што исто така приредувачите на игри на среќа пријавуваат определени податоци и упарувајќи ги тие податоци внатре во УЈП, со голо око се гледа дека има приредувачи на игри на среќа кои нередовно ги пријавуваат своите обврски за данок на личен доход и со тоа и не точно ги плаќаат. И ние веќе неколку месеци наназад, 5-6 месеци работиме да ги канализираме овие состојби и да ги доведеме во состојба да плаќањето на данокот биде тогаш кога треба да се плати, значи кога настанува обврската. Ова се казина, обложувалници, Да. Во суштина, кој најмногу затајува, кој не ги плаќа обложувалниците, у суштина не пријавуваат тие 10% на нашата добивка, ако јас добијам некое тикетче што сум уплатил, не го пријавуваат во УЈП, у суштина 10%, например на 1000 денари, 100 денари што ќе ги задржат во моје име за да ви ги платат, не ги уплаќаат. Не ги уплаќаат, да речеме, на времено и во точен износ, значи веројатно ја одложуваат наплатата за некое време, чекајќи да дојде даночна контрола, кога ќе имаат потреба, значи да дојде даночна контрола и да го констатира тогаш износот, значи, како да кажам, може би играат со да држат ликвидни средства кај себе, меѓутоа тоа не е законски. Да. Не ги ставаат во џеп, ги плаќаат кога ќе отиде УЈП со контрола. Но ние не можеме да чекаме да имаме контрола по 2 години, по 3 години, данокот треба да го собереме тогаш кога треба да го кога доспеваат обврските. Значи со тоа се служат дел од приредувачите. Да. Секако дека има и други, наречам и други ставки или компоненти на персоналецот каде што имаме данок за собирање. Еве сега актуелно е во последните денови примањата или приходите доходот кој што нашите македонски граѓани и резиденти ги остваруваат во странство и започнуваме значи една кампања или активност и тој сегмент на даноците да го доведеме во ред. Овде да разјасниме малце, да, актуелно е деновиве, веќе почнува и мејнстрим медиумите да го пишуваат тоа, значи главните медиуми во државава да ја обработуваат темата.
кого се у суштина сега лоцирате за плаќање на даноци на нашинци што работат во странство? Кои се тие нашинци што работат? Бидејќи ако се иселени, на пример, работат во Шпанија или во Германија и сето тоа, веројатно се даночни обврзници таму. Ние имаме договори за да нема двојно оданочување. Они се го плаќаат таму данокот што си го остваруваат на примањата и они се слободни во однос на нашиот даночен систем, без ако живеат, на пример, година, 2-3. За кои луѓе зборуваме сега дека персоналецот им го барате оние 10% што треба да ги добивате? Значи, зборуваме за македонски резиденти. Тоа се граѓани на Македонија кои имаат тука живеалиште, престојувалиште, но сепак остваруваат приходи од странство. Еве да речеме, може да работат и фриленсери, диспечери работат во македонски компании, но добиваат... Да, например, во Америка управуваат камиони, колку што знам, имаат добар бизнис е тоа, например. И има, например, што работат на бродови, например, 6 месеци, на нафтни платформи па се враќаат тука. Не ја смениле адресата, мислам, например, во Скопје, во Тетово, во Гостивар, во Струмица живеат. Па не е само менувањето на адресата, значи резидентноста си има своји правила пропишани со законот. Значи, треба резидентноста зависи од престој со прекини или непрекинато 183 дена во текот на една календарска година и од кога веќе со земјите со кои што имаме договори за одбегнување на двојното оданочување, зависи и од она што се нарекува центар на витални интереси, центар на животните интереси, дали граѓанинот овде има, дали му е овде семејството, дали му се овде банкарските сметки и така натаму. Значи, имаме тука повеќе разновидни комбинации или случаи каде треба да се плати данокот. Тие што се македонски резиденти што живеат во Македонија, треба да го плаќаат данокот овде. Оние лица кои што треба да престојуваат надвор од земјата, треба да им се одреди резидентниот статус, дали се или не се резиденти на Македонија, според овие правила што ги кажав. И доколку имаме земји со кои што применуваме договори за одбегнување на двојното оданочување, треба да се видат и правилата од тие договори, каде во таков случај, значи кога некој е резиденти на Македонија, каде треба да се плати данокот. Но во секој случај, значи со оваа активност, ние сакаме да обезбедиме македонските резиденти да си го плаќаат данокот овде во Македонија. Може данокот да е платен во странство, но треба да се плати тука и има процедури, значи се прифаќа, може да се прифати дел од платениот данок во странство или да не се прифати па да се бара враќање на платениот данок во странство. Битно е дека граѓаните треба да бидат информирани, да имаат знаење каде и како да ја исполнат својата даночна обврска. И на оваа активност не пристапивме туку така. Тука позади активноста се крија долга работа и анализи што ги правевме. УЈП повеќе од 8 години сигурно добива податоци од банките на редовна месечна основа за приливите што ги имаат македонските граѓани од странство. Значи, кога дојдов како директор на УЈП, не се знаеше на кој сервер се чуваат тие податоци. Значи, не се постапувало воопшто со тие податоци. Ние направивме обсежни анализи, вкрстување на овие податоци со пресметките што ги поднесуваат лицата за нивно оданочување и констатиравме дека навистина има големи одстапувања, голем број лица што не ги пријавиле своите приходи кои според описот на приходот, според цифрата, подлежат на оданочување согласно законот. И тука не можам да речам дека тоа е грешка на граѓаните, тие навистина не биле информирани, не знаеле. Значи сега целата оваа активност е да ги внесеме во системот, да знаат кои се нивните обврски, бидејќи во крајна линија навистина данокот треба да се плаќа овде. Тоа се оние 10%. Например, ако сум над 183 дена од надвор од Македонија, јас веќе не сум резидент и веќе подложам на некои други правила, например во Европската унија. Ако ми дозволат над 183 дена да работам таму, значи сум обезбедил некоја работна виза, некои работни дозволи, бидејќи според договорите максимум во годината што може да се биде 180 дена во Европската унија, во 365 дена, 180 дена може да се биде. Значи, во тој случај да
разјасниме, ако сум надвор над 183 дена, веќе не подлежам на овие 10% во Македонија и си плаќам данок надвор од Македонија. Значи тоа е едниот услов за да не имаме лицето да не добие третман на резидент во Македонија, односно добива третман на резидент во другата држава. Кога веќе имаме и договор за одбегнување на двојното оданочување и двојното ослободување, нели треба да се провери и центарот на витални интереси, треба да се проверат одредбите од договорот и при тоа за една иста материја, да речеме, договорите со различни земји секогаш не ги регулираат на ист начин правилата каде треба и како треба да се Значи треба сепак плати да се данокот. провери. Но ако работам фриленсер од тука за странство, мора да платам 10%, или ако живеете. работам 6 месеци некаде и си ги донесам парите, исто така 10% морам да ги платам. Да. А што правиме со ние трансфери, на пример, еве семејството е тука, на пример жена, деца или родители, не е битно, работи иселени, го сметаме веќе 3 години работи во некоја друга држава и ги праќа парите оноја дотации што си Видите, доаѓаат. Тие да. дали се даночат воопшто? Тие трансфери, позајмици, семејна поддршка, брз трансфер на пари, тие и тука кога се случуваат такви трансфери не се оданочуваат, поклон, позајмица и слично, нити пак кога ги добиваат луѓето од своите блиски од странство, исто така тоа се обични трансфери, тоа не подлежи на оданочување. Така, тоа да го рачистиме, да не ги Да. уплашиме граѓаните дека ако пратат пари, на пример, на своето семејство, работат таму, на пример, 2 години, дека ќе им бидат даночени. За да рачистиме, Не. бидејќи секогаш има нејасноти околу ова прашање, значи и тука ќе го заведете редот у суштина да ги соберете тие пари од Така, да. Мислам, излеговме и со јавна информација, луѓето ги повикуваме, секи им биде објаснето, нема причина за никаква паника или страв, и како што и за фискализацијата, така и за овде сакам да кажам дека не ни е целта лов на грешки, не ни е целта изрекување на санкции, туку да доведеме ред во плаќањето на даноците и да си ги собираме даноците. даноци. Пред да завршиме со оваа втора третина од разговоров и пред да преминеме на е-фактурата која што е најавена од 1 јануари, премиерот ја најави пред неколку дена во едно интервју дека ќе стартува од 1 јануари и да објасниме малце за е-фактурата, бидејќи многу надежи се положуваат за борба против сивата економија. Нешто ми западна во очи кога го гледав повторно јас октомврискиот извештај, тоа го најдов на Министерството за финансии за извршување на буџетот, имаше една разлика во придонесите за ПИОМ, за пензиско и инвалидско осигурување, се за 5% поени пониски од оние што се платени за здравство. Ние знаеме дека бруто плата е закон во државава, паралелно кога се исплаќа бруто платата, во бруто плата влегуваат сите давачки како што е за пензиско и за здравствено осигурување и нето платата после што останува и сето тоа. Како е можно при бруто плата да имаме ваков разлика помеѓу во 5% поени помеѓу овие две давачки кои што се врзани во бруто платата? Дали може да уплаќаат, на пример, само здравствено, а пензиско да не уплаќаат? Тоа многу често се случувало во минатото, а не би требало со бруто плата. Не, во рамките на бруто платата не е возможно некој да го плати едниот придонес, а да не го плати другиот придонес, но ова произлегува од тоа што согласно законот придонеси не се плаќаат само на бруто плата, туку и на некои други примања. Значи има разни типови на осигуреници на фондовите и има осигуреници кои што плаќаат само здравствено осигурување. Еве да речеме пензионерите се осигуреници на фондот за здравствено осигурување и за нив се плаќа само здравствено осигурување, а не се плаќа пензиско осигурување, нормално бидејќи тие веќе стекнале, оствариле право на пензија и има некои други такви категории каде што се плаќа само едниот придонес. Така. Завршуваме овде со втората третина. Останете со нас од кога ќе изгледате кои се пријатели на нашиот подкаст. Ќе финишираме со подкастов на тема е-фактури и уште неколку отворени прашања што се од работењето на управата за јавни приходи. Значи, останете со нас, се враќаме по кусата пауза. Ме сака? Не ме сака? Ме сака? Не ме сака? Ме сака? Не ме сака? Ме сака? Ме сака? Не ме сака? Ме сака? Не ме сака? Ме сака? Совршениот вкус си сака. Брилијант, твојот прв избор.
Животот е сладок и луд, кога јадеш луп, ајде пробај луп. Овој свет се врти во круг, ајде биди среќен во добар муд. Нема друг таков вкус, нема друг таков вкус како животот е сладок и луд, кога јадеш луп, ајде пробај луп, ајде пробај луп. Влези во Сладок клуб и ке сакаш уште. Витаминка. Да, продолжуваме со подкастот, финишираме в трета третина. Гостинка, директорката на управата за јавни приходи, Елена Петрова. Зборувавме за многу работи со даноците, зборувавме за случајот Кочани, односно инволвираноста на неколкуми на даночни обврзници во целиот случај, односно нивното незаконско работење овозможи да функционира таа така наречена дискотека, па добија кривични пријави, односно веќе ќе бидат судени за тоа што го незаконски работеа. Зборувавме за доноците, за прибирањето, за проекциите и доаѓаме до можеби најважната тема што не чека во 2026, тоа е фактурата. Премиерот пред неколку дена во интервју најави дека стартува од 1 јануари 2026 година. Ајде сега да објасниме детално кои се чекорите околу фактурата, бидејќи сите ја исчекуваме како мерка за борба против сивата економија, вика и бизнис заедницата се надева дека ќе профункционира и власта се надева дека ќе профункционира, но ајде чекор по чекор да објасниме што може да очекуваме во 2026. Па вака, јавноста е информирана дека проектот започна на 1 јули годинава со тоа што тогаш нели започна развојот на софтверот за фактура. Во меѓувреме ние започнавме и спроведовме и набавка на соодветен хардвер кој што нели треба да се поврзе со софтверот. Развојот на софтверот е, да речам, во некоја завршна фаза и очекуваме нели од 1 јануари во текот на јануари да започне тестирањето на софтверот и внатрешно и потоа и кај од страна нели на бизнисите. Ќе работиме нели тестирањето ќе биде организирано, најнапред сигурно ќе имаме избрани групи на даночни обврзници, таргет групи со кои што ќе вршиме тестирање. Самото тестирање треба нели да не овозможи да откриеме дали системот е добро поставен и од аспект нели да не се појават багови, некои лоши функционалности кои што ќе го попречат течењето на процесот, дали е доволно димензиониран системот во еден момент нели да можат брзо да течат сите тие фактури кои што ќе бидат испоставувани, кои нели ќе бидат во голема бројка и кога тестирањето нели треба да ги потврди дека системот е оптимизиран, сигурно и во текот на тестирањето ќе се прават определени доработки, оптимизации на системот за да може потоа успешно да се стави во функција. Значи согласно тие резултати од тестирањето ние ќе ја предложиме точната динамика и старт на системот, значи сигурно имплементацијата ќе биде фазна, нема да биде задолжителна од еднаш за сите субјекти, бидејќи ние сакаме да бидеме внимателни во тој процес. Ќе биде фазна и сигурно ќе има можност и прво за доброволно користење, а потоа и за задолжително користење. Значи со почнувањето на тестирањето и со текот на тестирањето ќе дојдеме до сознание за точно определување или предложување на датуми за старт, доброволен старт, задолжителен старт и сето тоа ќе се внесе во законското решение кое треба да биде донесено. Целиот процес оди транспарентно. Ние уште од самиот почеток вклучивме фокус групи на компании и од бизнисот, но исто така и IT компании кои што работат софтвери за фактурирање за домашните компании. Значи цело време нели разменуваме мислења за тоа како треба да биде поставен софтверот, бидејќи тој треба да им користи и на фирмите. Тие преку тој софтвер ќе ги прават фактурите. Имавме состаноци и со стопанските комори,
кои што изразија нели подготвеност, не само и интерес, туку и подготвеност понатаму да и самите да дадат логистика во следните фази во спроведување на обуки. Значи, покрај тестирањето, пред имплементацијата и самата имплементација ќе бидат проследени со обуки, техничка поддршка од УЈП, значи процесот и понатаму ќе остане целосно транспарентен и со поврзаност меѓу УЈП и бизнисите кои ќе го користат системот. Зборуваме сега тест фаза, доброволно, па задолжително, па постепено влегување на компании, односно или сектори, како ќе го осмислите. Кога би требало некоја предпоставка да биде она комплетно оперативен овој систем, односно кога ќе мора сите да бидат приклучени и веќе, ако не се дел од тој систем, да не можат да работат во суштина. Кога очекувате овој процес да заврши, односно да се каже да сега е 100% функционален и 100% оперативен и сите се веќе фирми во него? Па очекуваме дека тоа ќе се случи некаде, да речеме, до година ова време веќе да влезат и како задолжително, значи сите компании да поминат сите овие фази и да почне задолжителното користење на системот. Може ли да им објасниме и на компаниите, но и на граѓаните, сите што не следат, како е веќе замислено, веќе го имате целиот систем поставено, рековме ќе влезе во тест фаза, нема да зборуваме за проблемите унапред што се чека, но како е замислено тоа следење на таа е-фактура, тоа треба да сте поврзани со царина, со сите компании, со вас да биде поврзано. Едноставно, што ќе опфати тој систем, да им објасниме на сите оние што ајде не се доволно упатени во целава проблематика. Значи вака, компаниите ќе го користат системот за издавање, за правење на своите фактури. Ќе имаат, нели, тие нормално ќе треба да бидат корисници на системите на УЈП, за да може да го користат овој нов систем за е-фактурирање и ќе има можност да користат веб портал на УЈП, на кој што директно ќе внесуваат податоци при фактурирањето. Тоа е, значи, вообичаено за компаниите кои што и сега изготвуваат помал број фактури, ги изготвуваат поединечно, рачно, преку Excel-и, надвор да речем од некои системи кои масовно генерираат фактури. Сите оние што немаат свој систем, значи вградено, што немаат имплементирано свој системи за работа, ќе можат да користат порталот на УЈП, што е да си ги прават фактурите, у суштина на алатка што вие ја нудите. Така. И тоа ќе биде многу едноставно, значи исто како што ги прават пресметките за плата, исто како што ги прават овие пресметките за исплата на разни примања, значи тој портал ќе биде едноставен и лесен за користење. Поголемите компании кои што имаат сопствени системи за масовно генерирање на фактури, нивните системи ќе треба да бидат поврзани со системот на УЈП преку тие апликацијски врски, API врски. И, значи, мислам дека и од разговорите со компаниите, знаеме дека и тоа поврзување нема да биде некаква сложена материја, бидејќи тие податоци, што се задолжителни податоци на фактурата, тие секако веќе ги имаат во своите системи, значи може ќе има и некој дополнителен податок во системот за е-фактура, за да се овозможи поврзување нели и со ДДВ пријавите, но, значи, тоа ќе бидат некои минимални доработки на содржина, на усогласување со структурата како што ќе биде поставена од УЈП и тој API формат ќе биде даден од наша страна, за да може големите компании преку тие API врски да ги поврзат нашите системи со нивниот систем. Значи, без оглед, значи, тие при своето генерирање на фактури, преку таа API врска, нивните фактури ќе доаѓаат и во нашиот систем. Тоа сигурно ќе биде регулирано и поставено нели во да доаѓаат во пакети, за да не се случи некаков напад на системот за е-фактура со голем број на фактури од еднаш, значи да се избегнат секакви ризици. Сега, продавачот ја издава фактурата, прво процесот треба да започне кај најголем број компании со издавање нели на испратница преку системот, потоа ќе се генерира фактурата. Во исто време, купувачот на истиот систем во својот профил може да ја види истата фактура и ќе има законски рок да ја потврди таа фактура
И во тој законски рок, значи, може да има определени забелешки, па да си прави продавачот определени корекции доколку е потребно во количина, цена, зависно нели од договорите што ги имаат. Значи, тоа е процесот, едноставен е процесот и не верувам, дури да речам и убедена сум дека нема да представува никаква потешкотија ниту за помалите компании. Се зборува, ова е податок што во еден од подкастите беше спомнато, дека у суштина големите компании користат 3 или 4 система постојат за генерирање на фактури, у суштина 3 до 4 развиени системи кои што се меѓународни, купени се користат. Значи сето тоа, дали овие системи што екзистираат на пример во македонските компании, во поголемиот број од македонски компании што работат фактури, се ќе бидат компатибилни со овој систем што вие го со фактура. Дали лесно ќе се приклучат или ќе требаат да имаат нови системи да се прилагодат, или овие нивни системи што ги со кои што работат ќе бидат лесно прилагодливи, односно ќе се приклучат само и со мали доработки ќе бидат функционални за да може да се следат фактура. Како што ви кажав, значи тие какви и да се системи, податоците во фактурата веќе се законски пропишани и тие веќе ги имаат тие податоци во своите системи, значи може ќе бидат потребни определени мали прилагодувања, бидејќи, не знам, тоа се технички работи, формат на податоци, не знам, структура, должина и така натаму, што ќе треба да бидат исполнети, но тие алатки, API, сервиси и слично ќе им ги обезбеди управата за јавни приходи во рамките на тој систем за фактурирање. И како што и кажав на почетокот, ние имавме консултативни групи, тие се веќе и самите учествуваа со давање нели на своји размислувања, идеи како сето тоа да биде поставено. Значи, ние цело време транспарентно го водиме тој процес. Еве, јас издавам фактура, вие добивате и треба да ја платите фактурата. У суштина, сум ви продал нешто, дали ќе го следите плаќањето, дали е извршено, например, во реално време не сум го платил, па не сум платил воопшто, у суштина не сум ја платил, или тоа ќе се следи, така? Па тоа се должничко-доверителски односи меѓу купувачот и продавачот, она што е наше следење ќе биде поврзано пред се со плаќањето на даноците, со тоа дали се правилно прикажани прометите, да не има манипулации во користењето на одбивките. Тоа е нашиот фокус преку вие, у суштина, добро, значи вие си ги следите парите, да легнат парите на сметка во УЈП, а после дали си плаќаат или не си плаќаат цела работа, тоа е друга. Нека си се гонат преку извршители, нека си наплаќаат. Добро, окей, да рачистиме како ќе биде. Бизнис заедницата подготвена е. Вие рековте имавте консултации со коморите, дали се подготвени они, ви кажа да, добро е, или има некои отпори, па не е време, па не можеме да стигнеме, или се апсолутно не видовме никаков отпор од ничија страна во однос на имплементацијата на проектот, туку напротив, заинтересираност и волја за заедничка соработка и подршка во спроведувањето на процесот. Ќе бидете поврзани со царина, така. Се што увезуваат, секоја фактура, да се знае што се вика една шпенадла, ако се увезе, треба да се појави во магазинот, односно во фактурата дека е увезена, па после ако се продаде, треба да се види во другата фактура дека се продава, па после ако отидете да видите стоката дали ја има таа шпенадла, треба да се појави физички дека ја има. Се ќе биде тоа врзано. Значи, системот, едно е системот за собирање на податоци, ќе има поврзување и со други податоци, и сите други податоци одат во така наречено складиште на податоци, царина, банки, фискални каси и многу други податоци кои што нели веќе ги имаме, и во тоа складиште на податоци треба да се вградат и автоматизирани аналитички алатки, кои што ќе ги прават автоматизирано вкрстувањата на податоците, анализите, кои што ќе ни сигнализираат каде има некои работи кои не се во ред, например, ако во почетокот нели фактурата нема веднаш да премине во предпополнета даночна пријава, ќе има поврзување со ДДВ пријавите, па дали е примена фактура, дали е да речеме извршена одбивка на ДДВ од влезна фактура,
која што според видот на доброто, за која што немате право на одбивка на ДДВ, например, ако е за лична потрошувачка. Значи, тие поврзувања на податоците ќе ни овозможат да следиме дали има компании кои што се поврзани во некои шеми, кои често меѓу себе си фактурираат едноставно. Ќе имаме профил, целот, сите тие податоци ќе бидат еден профил, целосен профил на деловното работење на една компанија и дел од контролата што сега се врши како теренска контрола ќе може да се замени со автоматска контрола на лице место. Значи, тоа се подршки на работењето кои што постепено нели ќе ги воведуваме, бидејќи тоа е и целта на е-фактурата не е само да ги собираме податоците, туку да ги користиме за податоците, за анализа на ризиците и за подршка на нашето работење во реално време, за точно детектирање. Ајде се вратам ја на шпенаглата. Јас увезувам шпенагла, ја увезувам, ја таа шпенагла после тоа ја давам на препродавам, јас сум увозник, ја давам на трговец на мало и он ја продава на лице X. Дали јас во фискалниот апарат ќе ја видам продажбата на шпенаглата и ќе може да се следи до увозот и како одело целата продажба и дали ќе има трага на таа или останала непродадена, или се продала, ја нема никаде, а не е евидентирана во фискалниот апарат, а требала да биде евидентирана. Дали ќе се следи буквално од увозот до фискалниот апарат ќе може да откриете патот на таа шпенагла? Значи, ќе можеме да го откриеме и да го следиме текот на движењето на прометот, со тоа што нели за да дојдеме до таква една идеална ситуација ќе биде потребно да имаме нели со текот на времето и еден национален регистар, шифрарник на сите артикли за да може сите да ги заведуваат на ист начин секој артикл за да може да се следи по артикл. Меѓутоа прометот како да речеме влезна фактура, опис на артикли, целосно ќе се следи од увозот, од царина па до крајниот потрошувач или евентуално до извоз доколку излегува надвор. Значи сепак ќе бидат и она продажбата и фискалната низ фискалниот апарат што ќе помине како продажба ќе биде обработено од страна на УЈП. Ќе има поврзување меѓу е-фактурата и фискалните уреди, исто така ќе има поврзување, бидејќи нели артиклите фактурата може понатаму да продолжи, влезните добра, влезените, набавените може да продолжат и со продажба со готовинско плаќање кое што кај кое што прометот ќе се регистрира преку фискалните уреди. Значи го има тоа поврзување. Тоа беше бидејќи не беше јасно дали до таму ќе се отиде со оваа фактура. Значи добро. Значи ќе може да се следи. Сега доаѓаме до едно прашање. Тоа е колку очекувате дека со фактурата ќе се намали сивата економија? Затоа што една од клучните компоненти во борбата против сивата економија на оваа влада е токму надежта во доброто функционирање на е-фактурата. Точно е-фактурата е значајна алатка за намалување на сивата економија, бидејќи таа ќе ни овозможи, како што кажав, ќе го зголеми едноставно аналитичкиот капацитет на УЈП. Сето она што ние сега го правиме контроли кои може да бидат после 1 година, 2 години, 3 години, сега ќе можеме да го правиме како контроли во реално време. Како што реков, нели ќе бидат поврзани разни податоци во еден систем, кои што ќе ни помогнат многу во рановременско, брзо детектирање на ризици, одстапувања што се нелогични и така натаму. Значи, со тоа ќе имаме ние една значајна дигитална подршка во следењето на прометите и во борбата против сивата економија и даночната евазија. Да, ќе видиме, се проценува од 22% до 39% дека е сивата економија, тоа се сериозни пари во системот што се затајуваат. Значи, но ајде да финишираме некако, доаѓаме до крајот на овој подкаст, имаме околу 5 минути. Ќе се навратиме на едно прашање што го спомнавте вие, исплата на
плати во плико. Професорот Маријан Петерски во анализата на буџетот што го правевме во овој подкаст го посочи дека тоа е голем проблем во Македонија во последниве 3 години, односно после пандемијата, после COVID-19, пандемијата со COVID-19, повторно заживеа тоа плаќање на платите во плико. Тоа е голем удар на конкурентноста на сите оние што работат реално, а клучното прашање што се постави овде во овој подкаст е од каде кеш пари во системот за да може да се плати плата во плико. Тоа значи се извлекуваат или ги има во системот кеш парите или се извлекуваат на некој начин за да може да се плати и тие се неданочени плати, односно нема на нив придонеси плаќање. Што е проблемот што повторно заживува ваквата пракса? Видете, значи, јас се зборував, еве и за фактурата претходно и за контролите за фискализација, каде што реков, нели, дека не регистрирањето, не евидентирањето на прометот кај еден субјект, значи задржување на готовинскиот промет, користење понатаму на тој промет за плаќање кај други субјекти, користење за исплата на плати во ковертно. Тука треба да се работи, значи нашите контроли се еден механизам, фактурата исто така ќе биде механизам, но потребни се и пошироки системски мерки за борба против сивата економија, вклучително и за намалување на можностите за користење на готовината. Готовината сепак во Македонија е сериозен проблем. Ние имаше обиди да се намали оптекот на готовина, но тоа беше дочекано на нож од јавноста и се повлече претходната влада, мислам дека беше се повлече од таа одлука и остави огромни повторно да може да се купуваат работи во готово, а тога сакаат да се ограничат, например 500 евра максимум да може да се купува во готово, друго се мораше да оди преку трансакција. Но доаѓаме исто така до едно многу важно прашање, ова на крајот од подкастов. Во јавноста повторно имаме проблем во јавноста повторно се подигнува прашањето за повратот на ДДВ кон компаниите. Ајде, каква е состојбата и премиерот уверува дека е добра состојбата, но ајде од прва рака вие сте тие што вршите поврат на ДДВ, односно давате дозвола да се вратат парите на компаниите. Добар дел од компаниите се жалат, но никоја е јавно да излезе дека им должнат, но зошто еве повторно се зборува дека се должи повратот на ДДВ? Па еве јас ќе излезам со факти, со бројки, за да видиме како стојат состојбите и дали се должи. Значи, заклучно со 30 ноември, пријавите со искажаните побарувања кои што се бараат за исплата од страна на даночните обврзници изнесуваат 511,2 милиони евра. Заклучно со 1 декември исплатени се 505,4 милиони евра. Значи имаме некоја разлика од 5,8 милиони евра кои што се во фаза на контроли, обработка и така натаму. И тука пак ќе нагласам, не може сега да речеме оваа бројка, овој износ, да речеме дека е некаков долг. Нека 4-5% која ќе се пресметае не е само како процент. Бидејќи самиот процес е жив процес. Ние сега зборуваме за една бројка што сме извадили на 30 ноември, 511,2 милиони евра побарувања, но тие секој ден се менуваат. Доспеани побарувања, достасани. Зошто се менуваат? Даночните обврзници прво сами си поднесуваат исправки на пријавите. Побарувањето го зголемуваат, го намалуваат, од побарување преминуваат во обврска или од обврска во побарување. Доаѓаат резултатите од нашите контроли кои ги намалуваат или побарувањата или преминуваат во обврска. Значи, на страната на ова што се побарувања имаме постојани промени. Исплати исто така Министерството за финансии, ако не секој ден, во определена динамика во текот на месецот во повеќе наврати врши исплати. Например, ако ја земевме состојбата со 30 ноември, ќе кажевме дека разликата е 17,8 милиони евра, но на 1 декември
е исплатен поврат и разликата одма падна на 5,8 милиони евра. Значи тоа се разлики на Тоа вистина. 1% да се поправам, не е 5-6%, Да, јас да. направив грешка. 1% значи од побарувањата не се исплатени во суштина околу 1%, но И уште нешто, ако повелете? дозволете да додадам. Да. Значи, ние сега зборуваме за состојби од пријавите. Но, кога тие состојби би ги гледале од сметките или од картиците на даночните обврзници, тие побарувања ќе бидат и помалку, заради тоа што некои веќе имале од претходниот даночен период долг, па кога ќе се прокнижи побарувањето и долгот меѓу себе се пребиваат. Но немаме нели такви софистицирани системи, така да ги гледаме состојбите. Фактот дека со 1 декември се вратени во стопанството 505,4 милиони евра, покажува дека повратот се реализира континуирано, дека нема здолгови, дека нема застој. Може би некои компании чекаат одредено време, бидејќи треба да бидат контролирани, бидејќи нашите системи сигнализирале, нашите анализи сигнализирале дека има определени ризици и дека мора да се изврши определена контрола пред да се реализира побарувањето, односно исплатата. во еден разговор со луѓе од бизнисот пред овој подкаст не знаеа дека ќе ми бидете гостинка, туку зборувавме за повратот на ДДВ, велат не сакаме да бараме поврат на ДДВ, иако ни следува, бидејќи колку и да побараме, одма ќе ни пратат инспекција, па ќе гледаат светлото, ако накриво свети, ќе не казнат за да не ни го вратат повратот ДДВ. Дали е точно или не е точно? Воопшто не е точно тоа. Прво, Ова е неформален муабет, значи прво ние не е немаме ова- толку ресурси за да пратиме во секоја за да имаме инспектор за секоја фирма што побарува. Немаме толку ресурси. Некои ги контролираме со надворешна контрола, некои со канцелариска, но најголем дел поминуваат и само со анализа без дополнителни контроли, нели анализата си покажува. Прво тоа, второ, кога ќе отиде нашата контрола, не казнува. Нашата контрола може да утврди неправилност дека неправилно е пријавен прометот, данокот, а не е тоа казна. Значи тоа е едно усогласување и не е правилно ваквото, да речам, неискажување на побарувањето за поврат, заради тоа што тие фирми чекаат и во 5-та година пред да им застари правото на враќање, тогаш го поднесуваат барањето за сите 5 години, да речам, карикирам сега, нели, не мора сите 5 години во континуитет по 12 месеци да е барам поврат, меѓутоа ја чекаат последната година пред застарувањето и тогаш означуваат барање за поврат и тоа кај нас исто така создава определен ризик, зошто толку време е држено. Значи да не чекаат, ако имаат поврат, да си го користат одма, за да не бидат сомнителни на 5-та година. Добро. Океј, ова беше прашање баш во неформален муабет. Вие има една народска поговорка кај нас, тоа сум го слушнал ја и од мојата мајка, она од својот татко, да немаш работа со државата, ништо не и барај, а тоа што треба да го дадеш, дади го, али ништо не и барај. Дали треба да си го бараат повратот на ДДВ редовно и сето тоа, и нема да им се закачите онака за да проверувате секоја ситница во работењето? Видете, повратот на ДДВ е право, законско право и освен што е законско право, исто како што собирањето на данокот влие нели на буџетската ликвидност, исто така и исплатата на повратот влие на ликвидноста на стопанството. Не може да да се воздржуваат од барање на исплатата затоа што би им се закачил ујап. Мислам, навистина не се согласувам со такви толкувања. Значи, ние може некој да не бара поврат, а да правиме контрола. Контролата се темели на анализа на ризик. Последно прашање, да го затвориме и овој подкаст. Например, за наредната година приходите се планира да пораснат за 3,1%, но во реалноста тоа е околу 12,1%, врз основа на сегашните приходи што се остваруваат, но ова зборуваме сега за приходи, вкупни приходи, не се само во вкупните приходи се дел даноците, но не се сите тие, иако се најголеми, данокот на додадена вредност е најголема давачка. Дали ќе го исполните овој план за раст наредната година, бидејќи владата очекува да ги соберете парите, за да може да се задржи оној буџетски дефицит што се планира од 637 милиона евра?
Значи, буџетската проекција нели за нас е таргет или цел која што треба да ја исполниме и имаме сега проекција врз база нели на макроекономски индикатори, понатаму реализацијата зависи од економските активности во стопанството, но исто така од даночната дисциплина, зависи од ефикасноста на мерките на управата за јавни приходи. И јас сега би кажала дека сите показатели на учинокот на УЈП во делот на обезбедувањето и одржувањето на она што представува редовно плаќање на обврските и другите мерки за плаќање на заостанатите долгови, ние во оваа година 2025 имаме доста задоволителни резултати, нагорни трендови во поглед нели на навремено поднесување на пријави, навремено плаќање, дополнително утврдени даноци од контроли и така натаму. И тие показатели се охрабрувачки дека ние можеме и ќе вложиме максимални напори со правилно таргетирање каде треба да се насочиме, нели врз основа на анализа на ризик, со правилно избрани мерки кои што веќе кажав нели за време на подкастот не се само репресивни, туку и превентивни, корективни, каде што делуваме и однапред, не само да се чека контрола, со правилна внатрешна организација на ресурсите, со некои подобрување и ослободување на луѓето, на службениците од рутински работи, а насочување кон суштински работи, што ја овозможува нели да ги излечеме од функциите па да ги пратиме на терен советодавно и слично. Со еден целосен таков пристап, значи ние ќе се вложиме максимално за остварување на буџетската проекција за 2026 година и очекуваме, односно нашите напори ќе бидат да овие позитивни трендови што ги имавме во оваа година, во поглед на, како што реков, нели, даночната дисциплина и ефикасноста на мерките на УЈП не само да останат, туку и да бидат уште повеќе подобрени. Ви благодарам што бевте дел од подкастов. Благодарам. Тоа беше се за ова издание, за оваа епизода. Наредната ќе ви ја најавам одма, ќе биде тема првиот пензиски столб, односно функционирањето на ПИОМ, бидејќи во јавноста има различни толкувања. Ние ќе дадеме видување од аспект како што даваме секогаш во овој подкаст, а тоа е малце пошироката слика, односно да видиме бројки во позадина што стојат, но исто така како треба да се прилагодиме заради лошата демографска структура, односно за одржливоста на првиот столб. Ќе ни гостува првиот човек на ПИОМ, но ќе ни гостува и советникот за работни односи и за на премиерот, така што ќе имаме интересна размена на мислења како да се одржли првиот столб од кој што ќе треба да се земаат пензиите сега па и во иднина. Од мене толку, се гледаме значи во наредната епизода. Секој добро, гледајте не.